Како што гледаш, народе, мене ми е се Прекутасевски. А вие добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Светот, како што гледате, полуде, се пука, се убива, нема брашно, нема зејтин, нафтата оди горе-доле, Бојко го апсија па го пуштија, Пендарко амнестира кого стигне и како стигне, дуи се жали функционерските плати им биле многу мали, па сега треба да собираме нели доброволен прилог да ги извадиме од калта. Павле чека нели една изборна единица, таче најавува нови задолжувања. Навистина живееме во прекрасна планета, која расипана паштета. Ама јас сум си на топло, нели, мезам нели сиренце, и кашкавалче, многу е добро. Особено овие се убави даскиве на Технополис, си пијам винце, си шибам со шоуто и не ми чуе. Шоуто не смее да застане, затоа што вие тоа го баравте. Одиме со Прекутасевски шоу. Рагао! Брм, 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 еден дрон, 600 тон, јури као авион. Ho, pa, padna se ruši, a nikoj ne go sruši. Benzin čemu snema, a hladni go zema. Nikoj ne go utepa, ama Zagreb go šekna. I se raspadna, sjeba mama ta. Ta, 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 ta. Ušite na vrata ta. EU ќе не храни, НАТО ќе не брани. EU видовме колку не храни, а за НАТО видовме колку ќе не брани. Дрон! Некако овој овде, мада и ово е опасен ако го натовариш со нешто, овој небо земја. Неле, туку, ја мислам на оној огромен 600-тонски дрон од Русија или Украина преку 3 НАТО држави што си дојде над Загреб и во страшна експлозија се здроби во парк на универзитет. А еве што објавија хрватските медиуми. Poštovano pučanstvo, pred nekoliko dana samolijeteće vazduhoplovno klepatalo ruske naklade iz 1070 teško 6000 kg koje lijeti brzinom od 750 km na čas je preletilo 3 države NATO-a i uz burnu i cjelovitu eksploziju se razbilo o tlo na Jarunu u Republici Lijepoj našoj Hrvatskoj. Kako što kažu izvješća ovih NATO članica, one su vidjeli neidentifikovani samolijeteći objekat, ali nisu mogli reagovati zato što je bio veoma nisko ispod muda, što bi rekli ovi Srbi. Šta se podrazumijeva pod nisko lijetenje nad Hrvatskom nisu nam objasnili, jer stručnjaci za to su u Severnoj Makedoniji zbog nekog problema sa ajvarom i bugarima. Samo klepetalo se razbilo tlo uz veliku eksploziju, ali ujutru naši gasioci i policajci ne mogu jamčiti za dijelove lijetilice zbog Roma, takozvanih Roma, koji su dijelove odmah odnijeli sa lica eksplozije. Neka romska djeca zbog neukosti su nosila dijelove ljetilice koje tježe čak i 300 kg. I taka dronče, 600-tonče si padna nasred Zagreb, si doleta galiba od Rusije ili Ukrajine i bum, posle 2000 km im se buvna na to Hrvate nasred glavni od grad na jedno NATO država. A NATO videl nešto, ma ne znaš šo videl. I koja go viknale, to i Mađar od šo bil na radaru da daje izveštaj, pričava bila ko u stari od ruski vic. Товариш радарист, da li krokodil ljetit? Prašal den ruski general. Pošto во Русија нели нема не знам, не видов, нема не можам, радаристов не знал како да се извади, ама среќа го нашол генералов у добрите. Овој си го надополнил прашањето. Летит, крокодил летит, ама так ниско. Така сега одговарал и маđарскиот радарист кога го прашале дали го видел дронов од 6 тона. Дрон лети, абе лети рекол, ама так ниско, абе не мога да му се опулја колку ниско овој леташе. Да ви кажам нешто многу отворено,
ама констатација као да сум тутурутка за воена геополитика. Ако прашате некоја таква тутурутка дали е можно шестотонски дрон да лета 2000 км на туѓа територија во воздушен простор, на најголема воена алијанса на сите времиња на земјава, ќе ви рече дека таквата алијанса може само да го попуши. А најпаметно ќе биде да го попуши индијанското луле на мирот, затоа што за војна не ја бива. Следниот пат ќе ушетаат 5-6 нуклеарни тактички ракети со среден дострел кои исто така летаат так ниско и наместо луѓето да ги сопираат деловите како во Загреб, ќе нема кој и што да ги собере луѓево. И нема да знаат од каде дошла, па нема да можат ни да обвинат Русија. Инаку НАТО го виделе дронот. Го виделе они мандалото на Рон Джереми? Секој нормален ќе особори ваквиот објект на своја територија. Инаку по новата воена индустрија дроновите се најголемиот потенцијал за следните војни и ги нарекуваат војни на дронови. А не летал дронов, они го виделе на Рон Джереми мандалото. Не го виделе дронов, мислам, дај човече. Да не забегувам, толку од мене. И ве поздрави маđарскиот радарист, унгарскиот, Еве јас да го поздравам него. Николче, поздрав! И следниот пат те молам, види го дрончето, плиз! Уште пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за у кино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак, ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот наречен Северна, со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели, како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет ако разберат, дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат, брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, тамо сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори, Т-800, не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, че препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, топ. Ке скокате ова дупка од Скоп, хоп, како кози ке скокате и ке стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит,
И ќе лета некој од овде со авион? Сте се запрашале? Ке имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво, кога е сонце. Што знае бе контролорот дуи што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара, ветер и магла, да. Седи доволно, вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ќе спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ќе слетате, може и не. Мања веча, црвена црна. Ќе вежбате на покер апаратите на овие фирмите што Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот. Мања веча, твоја среќа! Оп, удрив поп, значи ќе ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Ќутите 20 години на самоволието на Дуи и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив бе? Тие си се тамо у своје тамо атари матари, јас што ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? Правата си ги добија на зијан на вашите права. Со последново вработување на контролориве конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на Дуи, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од Дуи, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече, страв ми е сега, вика, да летам, да идам кај синот у Швајцарија, и кога го прашав, чекај бе, викам, како бе, шо ми збориш бе, викам, ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ, викам, пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш! Боже, пази ми, вика, да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати, прашање на време е кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите мили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае. Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат. Ето.